Народната банка во обид да ја заузде инфлацијата ја затегнува монетарната политика. Ја зголеми основната каматна стапка за 0,25% поени и таа сега изнесува 4,25%. Таа е сигнал до банките за и тие да ги зголемат каматите. Гувернерот Славески уверува дека веднаш нема да се почувствуваат последиците, а одлуката за колку ќе се покачат каматите на кредитите и на депозитите е во рацете на деловните банки. Од почетокот на годината беше забележана поголема побарувачка на девизи од корпоративниот сектор, што услови поголемо присуство на Народната банка на девизниот пазар. Од почетокот на мај оваа година се бележи стабилизација на побарувачката за девизи, а најновите информации носат поголема известност за скоро смирување на конфликтот на Блискиот Исток. Сепак, економските последици од геополитичките случувања се присутни, а неизвестноста околу темпото на целосната стабилизација на тековите и понатаму создава ризици. Рече дека иако очекувањата на потрошувачите за растот на цените во следниот период се поумерени во споредба со претходниот месец, ризиците за инфлацијата претежно се во нагорна насока. Подобро повисоки каматни стапки отколку зголемување на инфлацијата, деците на Славески. Дека парите ќе поскапат и банките ќе го следат сигналот од Народната банка за покачување на каматите и смирување на побарувачката за кредити, кажа и универзитетскиот професор Владимир Филиповски во емисијата Бизнис 21. Тоа ќе значи, да речеме, повисоки каматни стапки, бидејќи ако на пример референтната стапка на Централната банка се покачи, банките ќе го следат тој. Се разбира, не она 1 за 1 процентен поен, меѓутоа ќе ги следат тие сигнали, бидејќи тоа е всушност сигнал кој што го праќа Централната банка. Инаку потегот на Народната банка доаѓа по одлуката на Европската Централна банка да ја зголеми референтната камата првпат по 2023 година. Појавната дебата пак со министерката за финансии Кочовска, дали и кој може да делува на банкарските провизии, откако дел од банките најавија дека ќе ги зголемат, Славески останува на ставот дека не е време за нивно зголемување, затоа што приходите на банките биле стабилни. Најави дека се разговара за можно законско решение со кое дел од банкарските услуги би биле бесплатни по примерот на Хрватска.